Најпрво ти посакам добро дојде во редакцијата на Телеграф. Деновиве ти си најпопуларниот македонец од Вардар па до Триглав. Причина за тоа е твојот настав на Звездите на Грант, кој дефинитивно ќе остане запаметен. Како гледаш денес после неколку дена, колку недели, колку помина од снимањето? Како гледаш на тој настап? Што прво ти доаѓа на памет? Пред се ќе заблагодарам за поканата. Добро е најдов. Точно е дека дигна бура, да речеме, настапот во Звездите на Грант. Па од една страна се оправдувам сами од себе, од друга страна гледано од различен надворешен аспект, мислам дека до негде и со право има незадоволна публика, да речеме. Така да, тоа е повеќе причини. Едната причина е што, како би рекол, тука се зафркнав, сега сакав да кажам, заборив. Причината заради која што отидов таму е нешто што кај македонскиот народ во последно време сведено на некои основни работи ниски и пак го зафркнав. Што ме разбуди, стара мајко, пусто срце ми е уморно. Вредеше ли ова што го направи според тебе? Па во поголем процент да. Затоа Има коментари дека можеби е се тоа изглумено, дека се тоа можеби е истенирано или пак не? Има најразлични коментари, има многу повеќето поверуваат во приказната, така да и не можам да речам дека е измислена. Дека беше малку планирана беше, значи причината пред се ми беше. Која е причината зашто се пријави ти на ова шоу? Причината беше намерата во враќање на една стара љубов. Тоа е Бојана, за која што и ти се пријави таму. Да. Изјави дека Бојана, девојката за која што си се појавил таму, те натерала она уствари да се пријавиш, за доколку го поминеш првиот круг ќе биде повторно со тебе. Тоа е вистина или пак не? Па вистина е дека јас и Бојана имаме разговарано на таа тема, но меѓутоа не во аспект на оценување, туку ми постави услов. Условот кој беше? Условот беше да се појавам на Грант, да постигнам успех пред се за себе, да бидам успешен како личност, да се изградам. Па после барањето беше да ме запознае колку е можно поголем број на луѓе на Балканот. Сметаш дека успеа во тоа? Сметаш дека успеа во тоа? Па мислам дека успеав и малку повеќе. Нешто од тоа сакајки, нешто не сакајки, а тоа беше затоа што причината што ми бидно. Ona je tebi rekla da ako postaneš uspešan da će biti sa tobom. Ај вака, која е Бојана уствари? Бојана е една моја поранешна девојка која ја засакав уште пред 3 години кога бевме заедно. Не можам да ја заборавам до ден денеска и се разделивме со тек на време, тоа е тоа. Денес сте во контакт со девојката? Во сите 3 години мислам дека еднаш или 2 пати остварив контакт со неа. Вториот пат беше оној пат кога ми го постави условот и тоа е тоа се. При повеќе обеди, значи во тие 3 години направи се што може да се направи во нормални граници, а да не изгледа тоа, како да кажам, значи нешто незаконско, нешто што би наштетило на приватноста на нејзиниот живот. Се беше во нормални граници, тоа беше од типот на правење фејсбуци, мислам правење лажни профили, од кои пишав, само ќе пишав здраво како си, со цел да остварам комуникација, но сите знаеше да ме блокира постојано, никогаш не ми враќаше, само еднаш ми врати, кога виде дека веќе престанував да се интересирам за неа, после некој подолг период. И направив пак профил и пишав, и тоаш ми даде малку надеж, да речеме, потпали ватра, огини. Вие денес сте во контакт? После настапот, дали се слушнавте, дали исконтактиравте? Не. Воопшто? Воопшто. Мислам дека она што го побара тоа од мене,
Ја го постигнав, мислам, остварив и повеќе од тоа, сепак контакт од неа немам. Ке сакаш ли да ни ја покажеш Бојана на нас и на нашите читатели? Да видиме како изгледа. Пошто нели кога пред да почнеме ја имаш, ја носиш во твојот новчаник, дали би сакал да ни ја покажеш? Да, точно е дека ја носам во мојот новчаник, не го кријам тоа. Ја носам ја и во новчаник и во срце, но мислам дека доволно е да ги трпам сам последиците и критиките и пофалбите од публиката. Не заслужува да го направам ова и покрај тоа што не се јавим, мислам, моје лично мислење дека не заслужува да ја нарушам приватноста. Секој има право на своја приватност, на свој живот. Ако некојаш бидеме заедно, ќе ми биде мило, ако не бидеме заедно, да сме живи и здрави секој по свој пат. Ти барем за сега не планираш да се откажеш од неа? Не, ама мислам дека нема да чекам уште долго, затоа што она што го направив на Грант, целиот тој чин, беше до некаде испланиран, во најголем процент емоции, искреност, не беше ништо лажно. И го направив тактички, значи се трудев да отпеам што полошо, за да добиам на време, како да речем, пошто кога ќе отпееш коректно, те приметуваат по пењето и те паметат по тоа. И кога ќе те запаметат по тоа, да додадеш прича дека си дојден, мислам приказна, дека си дојден за да вратиш стара љубов, целата приказна е сувишна. Вака кога ќе испееш тотално како ја што направи, значи Budi muško, budi muško! Jel moguće? Na posljednju želju, onda nju dovedite u moju postelju. и се тоа ми беше испланирано што е можно полошо да испеам, за да дигнам галама, а тоа да го оправдам со причината. Така, мислев дека така повише ќе ме запознае публиката и Балканот. Имаш ли прилика после твој настап да повторно да се видиш со Саша Поповиќ, со Карлиуша, со Марија Шерифовиќ или пак не? Пошто знаеме што ти кажаа после твојот настап. Немав прилика после тоа да се видам, зашто морав да тргнам назад да се вратам во Македонија. Така да, единствено нешто што беше као фидбек од тоа, да речеме, е тоа што неколку пати ме контактира од новинари, Српски медиуми? од српски портали, да речеме, за разноразни изјави на повеќе теми во тој контекст. Тоа беше целиот фидбек, инаку лично контакти со нив после тоа не. Ти пречат ли коментарите што денови веќе ги читаш на социјалните мрежи? Па искрено да кажам, мене ми пречи само кога користат поградни зборови, цовки, клетви, што никој нема право на тоа. Значи, ја не бегам од тоа да ме осудуваат. Таков народ сме, секој живееме во демократска земја, секој има право да искаже свој став, своje мислење. И мислам дека, не мислам, сигурен дека за тоа не можам да ги окривам. Тоа е ствар укус, едноставно речено. Значи, на некој му се допаѓа, на некој не му се допаѓа. Некој останал да ја почитува традицијата, да ја почитува љубовта како таков чин. Некој љубовта ја свел на пари, на луксузен живот и не знае да го свати тоа. А би требало да го свати, зашто јас ќе признам дека на настапот мој беше превише арогантен од моја страна, може би превише, зашто не бев, морам да кажам дека 500 км пат поминав, не бев наспиен. И заморот си го направи своето, што не бев баш во целост присутен психички. И со тоа ја губев контролата во комуникацијата, бев со повишен тон натака. И сам кога се гледам после видеото, после настапот, не да се срамам само од себе, ама имам некој си пречувство дека очигледно е дека сум превише арогантен. Така да може да ме окривуваат, ја не бегам од тоа, само би ги замолил да не пцујат, пошто тоа е нешто сосема друга тема. На дел од македонските портали се појави едно видео кое што ти си го направил пред неколку години, во кое разговараш со некоја анонимна девојка, во која што дел од порталите напише дека ја смеуваш. Се работи за истата девојка Бојана или пак не? Вака се, ова што ќе го кажам ми е најважно од се и сакам тоа доколку може читателите ваши, мојата публика, секој што ќе го види ова интервју, би сакал да погледне на неколку факти и да го разбере тоа дека е една огромна фарса и огромна лага што тотално излегува од контекст и кај да ја мислам дека ќе ја наруши приватноста на Бојан и после тоа сигурно нема да ја вратам. Ако не ја вратам, имам многу понуди, што е нормално дека нема да западнам психички уште повеќе од ова и мислам дека
ќе биде време да почнам да си го живеам животот, да му се радувам на она што му останало Пишуваат ли после сега неа. повеќе девојки? Па со оглед на тоа што Бојана не ми пиша, мислам дека според моја некоја индивидуална проценка околу 1600 пораки имам само од девојки Што со сакаат да понуди за запознаат? кафе, што сакаат да ме запознаат, да речам фанки, фанови мислам на така навака, мада не сакам да речам фанови, зашто уште немам изградена своја цврста кариера со цврсти темели, за да би нарекол некого фан. Ама има и од тој тип на девојки, има и со негативни мислења девојки, така да тоа е тоа. Инаку, да се навратиме на видеото и на објавите од неколку портали во Македонија, па можам да кажем и звучни портали. Јас со Бојана раскинав пред 3 години. Тоа, оние што ме знаат на Facebook, ја одамна имам 5000 пријатели, од време на време знам да ги смалам на 4000 за да додадам простор за нови. Но тоа е реткост. Оние што ме имаат на Facebook повеќе години, знаат дека Бојана е приказна стара 3 години. Оние што ме немаат од порано на Facebook додавано, поверува во целата оваа фарса од овие звучни портали која беше објавена. А приказната е следна, значи после Бојана нормално е секој човек има право на да си ја бара среќата на друго место. Ја не викам дека само сум пател по неа и дека не сум имал други девојки, сум имал, да. Ама како што кажав и во Грант, ни една не ми личеше на неа и кажав, не можеш да имаш среќа со мене, не можам ни јас од тебе, сме пробале, сме виделе, не заслужува никој да пати. Секој по својот пат со своја среќа и тоа е тоа. Ама ми се случи една случка што раскинав со една девојка која што ми изневери и си признава јавно во видеото. Тоа беше пред година дена. Тука е забуната, значи на некои портали во Македонија стои објава од 13 ноември 2015 година од видеото. Официјална објава зборам, од како е пуштено видеото. Како да? На некои други на истиот портал стои На нов датум. истите портали, да. Истите портали објавуваат видео во кое тврдат дека видеото што е снимано е всушност Бојана и е приказна, видеото е старо 3 години. Значи, ако побарат малку повеќе на Google, ќе сватат дека видеото не е старо 3 години, дека е старо година дена и дека е сосема друга девојка. Оние што ме знаат од Facebook, тие го знаат тоа многу добро. И оние што ме знаат од приватниот живот, и тие го знаат тоа. Така да, мене колку да ми смета, јас со тоа ќе се носам. Јас сум се нафатил, сум ставил се на коцка за неа и спремен сум машки да издржам се, ама не сакам на неа приватноста да ја нарушат, затоа што стварно немаат право на тоа. Што све си спремен да направи за Бојана за да ја вратиш? Па се што е Се што е во граници на се нормално, што е во моќта на нормалните граници, максимално нормални, збораме нормно, а да не е нешто што би наштетило лично на неа, што би наштетило на нејзиниот авторитет и така натака. Добро, Александар, би сакал да прашам сега кратко и за твојата кариера и да завршиме. Спремаш нешто ново сега? Планираш да ти компонираш песни, пишуваш, така колку што знам јас? Па така, значи ја пред 3 години почнав да снимам песни. Едноставно тоа беше периодот кога и идев со неа. И Колку песни напиша за неа? па за неа имам напишано 2 или 3, мислам дека 2, да не се лажеме, мислам дека 2 песни имам напишано. Втората ја објавив сега кога се вратив од Грант, пошто да збориме реално и тогаш требаше да се објави за да биде бомбастично и можам да кажам дека наликува на еден многу добар хит, затоа што во Македонија за еден ден да добиеш 30.000 прегледи на песна, мислам дека одамна се нема случајно, така да ми е мило заради тоа. А гледам и по коментарите, нема негативни коментари, дали имаш еден или два. Лајкови, мада ништо не ми значат прегледите, да. Лајковите не, ама сепак се со во многу поголем број позитивни отколку негативни. Пишуваш ли уште песни за Бојана? Па лично за неа мислам дека не, иако една песна е тргната од YouTube, од страна на нејзино пријавување на администраторите, бидејќи злоупотребив нејзини слики. Ставив на видеото, мислам на линкот. Ја избриша и не сум ја ставил повеќе. Планирам да ја преформатирам во друг формат, во друг аранжман, да ја облечам во едно ново руво. Инаку песната го носи насловот на нејзиното име, се вика Бојана, така да беше многу добро прифатена.
али е тргната од YouTube и ќе видиме дали ќе ја ставам и кога пак ќе ја ставам. Секоја наредна песна што ќе ја пишувам и за мене и за многу колеги имам напишано песни од естрадава, неколку звучни имиња. Така да секоја наредна песна што ќе ја пишувам да е со љубовна тема, мислам дека ќе биде инспирација црпана од Бојан. Александар, ние ти посекуваме многу среќа во твојата кариера и во борбата да ја вратиш Бојана. Ти благодариме на гостувањето, се гледаме во некоја друга прилика. Благодарам на поканата. Мило ми е што ме примевте како ваш гостин и посакувам среќа на вас. Hvala svima. Ma evo ti da od mene, evo ti da.